Продолжуваме понатаму со утринската емисија Слободен печат, а денеска ќе зборуваме за нешто што се вика хуманост, за помагање на оние кои што најмногу им е потребно. Затоа во студиото за прв пат во студиото на Слободен печат имаме Маргарета Талеска, која што е основач на невладиното здружение, организација која што се занимава токму со вакви акции хуманитарна помош, Куќа на среќата, која што ако добро паметам во 2021 е основана. Пред се добро утро и добре дојдовте. Ви благодарам што се одзвавте на нашата покана да бидете гостинка во Слободен печат. Добро утро и добро ве најдов. Мило ми е што ќе зборуваме за убави теми и убави работи. Така е, секогаш убаво да се зборува за вакви акции, за нешто кое што им помага на луѓето кои што имаат потреба од тоа. И сега ајде за почеток за оние кои што не го знаат здруженијето, за оние кои што не знаат со што се занимавате поточно, чива беше иницијативата да се создаде едно вакво здружение, да се официјализира? Знам дека ви имавте акции пред да се официјално да го основате здруженијето, така што како почна се, од каде, чива беше иницијативата? Иницијативата не беше само моја или на поединец, туку беше групна иницијатива дека мораме да основаме здружение за многу полесно да ни биде. Сме група на луѓе кои што уште од поплавите помагавме заедно, од тогаш сме заедно и продолжуваме да помагаме и решивме дека многу полесно ќе ни е. Така да сите ние што бевме, ќе речем ајде Јасна, Джас, го имаме тука и Даниел, многу, значи да не набројам за да не заборавам некога најубаво. Оформивме здружение со цел многу полесно да ги реализираме идеите и не само како да кажам, да собираме или правиме нешто, туку да направиме на системски или општествени промени кои што во иднина ќе придонесат или ќе направат бенефит за целата заедница, да не биде само за поединци. Успевате во тоа? Да, браво. Радува и нас не радува и ни е мотив. Успесите кои што ние ги правиме нас не се мотив понатака само да продолжиме и да не се откажуваме уште поупорни да бидеме на некој начин. Јас колку што можам вака да разгледам и да малку да проучам, да истражам што сте се работеле до сега, навистина имате многу акции, успешни акции позади вас. Можеме ли да одвоиме нешто кое што така оставило поголем печат барем во нашата заедница тука? Има доста акции, не можам да кажам една да одвојам. Еве во моментот која што ни е почнато уште пред тоа е Сончогледи кон сонцето за видлива и невидлива попреченост. Дури мичката што носам разбери, прифати, сака е она мото кое што веќе постојано ќе го употребуваме да разбереме, да прифатиме и да сакаме, тоа може различни аспекти, значи да се користи. Сончогледи кон сонцето, носењето на инклузивната лента на лицата со попреченост, видлива и невидлива. Имаме годините наназад за матурантите спремено акции, каде што сме собирале облека за нив, бесплатни одмори, сместување, превоз и се во тој комплет кој што се заедно. Многу се акции со младите за заштита на животната средина сме имале, едукација на граѓаните за нивните права кои што ги имаат. Доста се многу. Наистина, за секоја пофалба. Она што ме интересира, од кого се добивате помош? Има ли, колку државата помага во се тоа? Колку имате поддршка од институции кои што би требало да го прават тоа? Поединци, небитно, кој се ви се наоѓа додека ги организирате овие акции? Државата, ајде ќе ја спомнам прва, нажалост, може треба да сме погласни, што стануваме погласни. Пример го имавме случајот со посвоените, каде што мораше да стигнеме дури до Страсбург за веќе државата да веќе почна да размислува за некакви промени или промени кои што треба да се направат. И успешно помина, не? Да, успешно помина, меѓутоа пак тоа ни дава нас, ако државата ја нема, ние сме тука. Не е проблем, ќе разбудиме, не е проблем, ќе реагираме. Тој ни е целта, дека не треба само да пишуваме на социјалните мрежи или само тој дел да го користиме како да бидеме гласни, туку да спроведеме институционално и цела постапка да си ја бараме. За сега помош имаме од поединци, што радува фактот што индивидуалци, поединци, граѓани со хумани срца се активни, меѓутоа не можам да ги заборам или да не ги спомнам голем број на компании кои што се вклучуваат и правните лица, каде што ќе им се обратиме, ќе им објасниме и се вклучуваат. Да, може причината што ние навистина функционираме подолго време и сепак можам да кажам дека имаме стекнато на доверба. Меѓутоа едно од најбитното нешто е транспарентност и јавност. Значи ние сакаме се што правиме или секој дури кој ќе донира тоа да го споделиме, да го објавиме. Иако има и такви случаи каде што сакат да се анонимни, тоа го објавуваме анонимно.
како пример дека секој може нешто да направи. Нашето на малку за некого значи многу, така да се водиме од тоа мото дека дури едно споделување на Facebook е многу. Затоа што ако јас не можам да помогнам, некој што ќе види ќе може, тоа е еден круг на хуманост кој што сакаме да го шириме. Да. Се крева ли свесноста? Има ли одзив од граѓаните доволно, не само за да помогнат, туку ете да се прифатат инклузијата како процес во општеството кој што мора да го прифатиме сите. Има ли резултат? Ги гледате резултатите? Има. Некогаш велиме на и еден да промениме свеста, сме успеале. Затоа што кај тој еден ќе продолжи кај друг. Тоа веќе некој ланец на промена на свеста, меѓутоа има. Не можеме да кажеме дека нема и радува тоа што свеста се буди, народот се буди, дури и најмалите, можам да кажам. Обично велиме ајде да почнеме од најмладите и најмладата генерација, затоа што тие на крај се иднината која што ќе ја продолжат таа свест. Така да радува, убаво е. И убаво е чувството кога гледаме дека има резултати сето тоа. Така. Сега ајде за она што е актуелно, за она што сега во моментот се случува, доаѓаат летните одмори и за жал не секој може да си дозволи да отиде на летен одмор. Тука се нели семејствата од ранливи социјални категории, значи оние кои што се со еднородителски семејства, сите кои што имаат некаква попреченост физичка или не, вие сте тука да им помогнете да си го изреализираат ете тој еден сон, нешто кое што би требало да не е луксус, нели? Сите треба да можеме да си дозволиме да одиме барем на еден летен одмор во годината, вие сте тука да им помогнете. До каде е оваа акција? Кога ја започнавте? Да објасниме детали. Колку термини имаме, дали веќе имате обезбедено нешто, до каде оди целата акција? Ова започна уште пред 7 години, јасна, Христина, Петре, значи исто пак многу луѓе се вклучи и стојат за оваа група. Се формира како Facebook група каде што баравме сместувања во Македонија. Почетокот беше Охрид, Дојран, каде што ќе пратиме семејства на летување. Видовме дека супер беше и продолживме. За годините нанапред, како што одеа да бараме и од туристичките агенции, да стигнеме до тоа покрај езеро во Македонија, да може да ги праќаме и на море. Да праќаме семејства кои што никогаш не биле на море, да им вадиме пасоши, да им обезбедуваме сместувања, превози, се што треба за едно семејство. Направивме пауза за ковидот, морам да кажам дека тука 2-3 години направивме пауза како што беше. Оставивме уште една година плюс за и агенциите, нели, да се вратат во нормала, бидејќи тие беа најпогодени во тој дел. И годинава решивме дека треба пак да почнеме. И многу радува и многу е убаво што почнавме. Ако можам да кажам дека не радува тоа што оваа акција се прошири, или апелот за помош и вклучување на агенции се прошири дури во Србија. Значи, ние имаме млад брачен пар, Милена и Владо, кои што имаат оние апартмани во Грција, во Неапори, и ги издават. И уште од мај месец и целиот јуни, они нас ни даваат целосно апартмани во нивните места кои што остануваат празни, нели си имат резервирано. И сите тие апартмани кои што им се празни, за да не им бидат празни, ни ги даваат да сместиме семејства. Во септември исто ни веќе ни најавија дека ќе биде исто и бројката на апартмани воопшто не е мала која што ни ја дават. Браво! Тоа многу радува што ова се проширили, се слушна надалеку или ете в Србија пак блиско е, меѓутоа нели секој може да рече па јас ќе си помогнам на моите. Да, во случај нема мој твој, во овој случај имаме навистина човечност, имаме хуманост, каде што они на нас ни даваат апартмани слободно да ги користиме, веќе беа семејства на одмор, се изненади од нивната гостопримливост, од љубезноста која што ја добија таму, не знам дали дека сепак пак се поединци кои што издаваат, па најдеа на многу топлина. Туристички агенции се вклучете во Албанија, веќе имаме еден апартман кој што не е издаден од 15 кој што ќе почне да се издава. Очекуваме и ги замолуваме сите нели туристички агенции кои што ќе им останат апартмани кои што нема да им бидат издадени. Ние сме спремни со семејствата и можеме веднаш да пратиме, дури макар било тоа и една недела порадна. Зошто велам една недела порадно? Затоа што претежно тоа се семејства кои што се ранлива категорија, или се невработени, или се со определени здравствени проблеми. И тие се дома на некој начин. Тие немаат можност да отидат на одмор и се спремни било кога да отидат. Така да
Ние веќе имаме целосен список, направивме и линк за пријавување на семејствата и на нас на некој начин да ни е полесно секој што ќе се пријави. Дури на оние семејства кои што ние не ги знаеме, преку пријавувањето да можеме да дојдеме до нив. Иако ние нели имаме голем број на семејства кои што ги знаеме и познаваме, меѓутоа целта е да дојдеме и до оние кои што не се пријавувале, не ги знаеме. Дури дел од повикот ни е да пријават други. Значи секој кој што знае дека некој навистина има потреба од одмор, дека не бил никогаш или не памтат кога биле последен пат да ни го пријават, затоа што така највеќе најголема е промената. Секако. Еве можам да кажам, например, вчера имав исто еден повик од една мајка која што друг ми ја предложи, значи не видела, не слушнала, не знаела, и се јавив да ја контактирам, да ја прашам дали сака, значи интересни прашања добив. А зошто со недоверба малку, нели? А сега од каде? А како така праќате? А што треба јас да направам? Значи не им се верува на луѓето дека постои вакво нешто што е убаво. Убаво е што не виделе, не слушнале, некој се јавува затоа што некој друг помислил на нив. И ние можевме да им се јавиме и онаа радост да им ја внесеме и да се надеваат и спремаат за одмор. Нема поблагородно нешто од тоа да се помогне, навистина секоја чест. Знам дека веќе имате организирано некој, меѓутоа, ајде што е она што најмногу фали? Ајде да ги повикаме и сите оние кои што не гледаат, да го расшириме апелот, што е она што најмногу во моментот ви фали, да повикаме поединци, компании, небитно каде треба помош најмногу. Ние објавивме на 2-3 пати пост каде што ја споделивме и жиросметката на куќа на среќата. Имаме веќе уплати од поединци физички лица во случајов, кои што рекоа одлучете за што треба, затоа слободно искористете ги средствата кои што ќе ги уплатиме. Имаме семејства кои што немаат пасоши и спремни сме да им извадиме пасоши. Веќе еден дел од семејства, како ќе биде, 5-6 имаме кои што се закажани, ќе се фотографираат и се надеваме дека до септември веќе ќе ги имаме, макар биле во септември испратени, да видат море или да видат одмор оваа година. Тоа е едниот проблем. Не е проблем, мислам, ќе се организираме, има хумани луѓе, има хумани срца. И превозот може да кажам дека исто не е проблем, затоа што агенциите се врзани или со превоз или издаваат само апартмани. Во случајот треба да пратиме или семејство кое што има собствен превоз, или пак треба да им го платиме превозот. По цените на картите кои што ние ги гледавме, 45 евра за возрастни и 35 за деца, што ако пратиме едно семејство, во принцип тоа се многу пари за они сами да го платат тој превоз. Велиме макар и 2-3 семејства да им платиме превоз, кај нас имаме 2-3 семејства каде што сме предизвикале радост и сме ги пратиле на одмор. Меѓутоа можам да кажам дека бираме и семејства сепак кои што имаат и превоз, бидејќи има семејства кои што се со лица со попреченост и они мора да имаат превоз и не може секој со автобус да оди. Или на некој начин превозот повеќе не е луксус, туку е потреба и мора да го имат. Така да во случај сме отворени конкретно за бесплатен одмор за скоро сите категории. Што велиме некогаш и да си вработен не значи дека имаш пари да отидеш на одмор. Не некогаш, најчесто. Значи не значи дека работам и дека можам да си дозволам сите комплетно со семејство да отидеме на одмор, така да има семејства кои што ги праќаат само децата да идат на одмор, а ние токму и тоа сакаме онаа магијата или одморот на целото семејство да го видиме, семеен одмор да биде. Така да летото е пред нас. И ќе ги повикаме сите оние и поединци и компании кои што може да помогнат. Ќе објавиме секако бројот и на жиросметката за нашите гледачи и се разбира ќе ги потсетиме на вашите социјални мрежи, нели таму каде што може да ве најдат, да ве контактираат, имате и веб страница колку што можев да видам. Куќа на среќата, веб страна, Куќа на среќата, нели Facebook страна, имаме и посебна страна, хумана страна се вика. Тука споделувам исто хумани апели, хуманитарна помош, сончогледи кон сонцето, многу групи се и сите тие си имаат своја цел и затоа се така различно поделени за секоја посебно да може да се оствари целта што ја има.
Јас ќе ви се заблагодарам за гостувањето, ќе посакам многу успех, ќе ги повикаме уште еднаш сите наши гледачи, сите кои што не гледаат, да ве побараат на социјалните мрежи, да помогнат колку и да можат, како и да можат. И многу насмеани, задоволни семејства да испратите на одмор и се што треба да се помогне. Тука сме сите, пред се сме луѓе. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас. Ние продолжуваме понатаму, како и секогаш препорачувам да останете со Слободен печат.